Благодарам. Денес требаше да биде ден кога сите ние заеднички ќе го поздравевме враќањето на СДСМ во работата на Собранието на Република Македонија. Меѓутоа, за жал, наместо да говориме за повторно воспоставување на политичкиот диалог, се чини дека денес ова големо постигнување на Република Македонија падна под сенката и всушноста на залог, да не речам жртва, на една тенденција, на едно црно сценарио за рушење на диалогот и меѓуетничката доверба. Денешниот ден, кој што е директна последица на протестите од вчерашниот ден, е голема несреќа за Република Македонија и како пратеник, како представник на граѓаните на Македонија, одовде сакам да апелирам. Прво, политичката класа да не го злоупотреби насилството и инцидентите за политички придобивки, а втората порака, која што е уште побитна, домашните авторитети итно да ги расветлат инспираторите и авторите на инцидентите од последните денови. Сите знаеме, на сите ни е јасно, сме ги слушнали и сме ги виделе пораките испратени овие денови. Не треба многу дека ова кампања е инспирирана, е поттикната и поддржана од сите оние кои што учествуваат во кампањата анти-Тала Џафери. И за жал, дел од оваа кампања не се само неалбанците, ова е за жалење. Демократската унија за интеграција ќе продолжи да работи како совесна, одговорна партија, да инцидентите се расветлат и да се расчистат. Изразуваме жалење за секој тепан албанец и бараме, апелираме одговорницата на парламентот овие инциденти да се решат и да се затворат. Доколку се работи за сценарио, од тука порачуваме ваквите сценарија ќе бидат институционално казнети и тие што гледат или го третираат мојот политички став како тип на цинизам, како што преферираат, нека им биде јасно, како и секогаш и денес велиме дека правдата ќе стигне до оние кои што креваат рака или пак се насилни врз малолетните и невините. Благодарам.